Советот на јавни обвинители зад затворени врати ги преслушувал изјавите на Вилма Русковска, обвинителката за гонење на организиран криминал и корупција, но записникот од седницата го објави јавно на својата веб страница. Заменик председателот Арбер Исаку се чувствува повредено што Русковска за медиумите кажал дека незиното обвинителство функционира многу тешко и дека е оставена само со 5 јавни обвинители. Член на Советот истакна дека за прв пат ја слуша интегрално изјавата. Смета дека оваа изјава е неоснована и недолична со која се нарушува угледот на Советот. Воедно, смета дека со ваквата изјава обвинителството за гонење организиран криминал и корупција го има повредено начелото на професионализам според етичкиот кодекс, кој што е еден од основните начела. Смета дека ситуацијата треба да се реши на интерен начин и јавниот обвинител на Република Северна Македонија да ја обрне внимание во иднина да внимава при давање на изјави. Според друг член на Советот, Русковска и порано излегувала во јавноста со недолични изјави и набројал неколку случаи за недоличното однесување. Ова било непрофесионално, покажување на моќ и сила, а изјавата била на невистините со што прашал дали може да и се поведе дисциплинска постапка, но и некоја друга мерка. За државниот обвинител Љубомир Јовески, изјавите на Русковска се избрзани и несовесно кажани, но дека веќе е разговарано на оваа тема. Воедно кажа дека првпат ја има слушнато изјавата и кажа дека во делот на бројките нема неточности кои се кажани во изјавата. Истакна дека смета зборот ме оставија, можело да се каже дека јавното обвинителство било оставено без 5 јавни обвинители, но се сложи дека изјавата е избрзана и смета дека не е тенденциозна спрема Советот. Инаку Советот на јавни обвинители е една од најзатворените за јавност институции, а овој пат бара да се спречи и давање изјави од страна на Русковска. Предходно донесе кодекс на однесување со кој забрани сите обвинители без одобрение од Советот да не смеат да дадат изјава во медиумите. Во меѓувреме не беа избрани новите обвинители за гонење организиран криминал и корупција, освен што се потврдија мандатите на 5 темина кои сега веќе работат во обвинителството. Заглавие на изборот на обвинителот од Гостивар Арсем Адеми, поврзан со случајот на Кичеец. Телма контактираше со Русковска, која вели дека нема коментар на ваквите тврдења на членовите на Советот за јавни обвинители. Инаку, дисциплинска постапка е отворена за скопски обвинител кој не ги работел предметите кои му биле доверени. Државниот обвинител Љубомир Јовески, после инспекција на вишето обвинителство, одлучил дека истиот обвинител привремено ќе мирува се додека не заврши постапката. Било констатирано дека јавниот обвинител не работел на предметите кои му биле дадени, па дели застареле. Отворени се и други 4 постапки против обвинители од внатрешноста.